Почитувани гледачи, уште еднаш добро утро за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринската програма Нов ден. Нашиот гостин денеска е господинот Стоје Додевски. Инаку ќе го представиме накратко, но всушност една од не професиите, туку занимањата или активностите на господинот Додевски е нашата денешна тема, а во прашање е копаничарството. За почеток, добро утро и добро не дојдовте. Добро утро, добро ве најдовте. Како сте ова утро? Убаво. Есенско утро, малку свежичко, дожливо, но сепак убаво, нели? Да. Кој е всушност Стоје Додевски? Накратко, нашата јавност ве знае сигурно по многу ваши активности, но да се подсетиме. Па добро, повеќе во Куманово и Републикова, познат сум повеќе по театарска режија. Така. Сега копаничарството го започнав некаде 98 година. И еве трае тоа до денес и така, па се најдов сигурно дека тоа е порив на уметноста која излегува од тебе и така да едно време. Но ако се нема талент, господине Додевски. Едно време кога се заморив со работа со луѓе, театарски представи и почнав ова сам веќе, така да направив еден баланс на животот. Најубав баланс сигурно. Ајде да видиме, имаме еден убав прилог, да видиме што всушност и како гледаме на копаничарството. Подготвивме еден прилог, но да видиме првен снимен материјал, а потоа малку повеќе ќе разговараме во студиото. Копаничарство или дрворез. Уметност во која целосно се внесува душата на резбачот. Традицијата на народот на кој припаѓа, обележјата на времето во кое создава, својата душа презентирајќи ја преку вештината и техниката од своите раце кои го преобликуваат парчето дрво. Копаничарството е уметност, а потоа може би и занает, поради употребата на техника и алати кои може да ја повторуваат веќе изработената форма. Проценката е според длабочината на резбата и тврдоста на дрвото, но тоа се однесува на трудот. Сепак, восхитот и пораката говорат најповеќе за изработеното. За да биде уметноста што помакотрпна, оревот е дрво за резба. За копаничарството говорат милениумски стари археолошки ископани предмети. Повеќето занаети изумираат во Македонија, но копаничарството, прифатено како занает, има своји приврзаници, уметници, творци и уживатели се до денес. Името и презимето на уметникот, напишани со кирилично писмо, годината на изработка и кога заминува од државата името на државата Македонија, а со резбите се освојува и плени светот. Копаничарството во Македонија во антиката. Пронајдената кралска гробница во Кутлеш зборува за високо културно и историско богатство со врвни уметнички елементи во Македонија. Тоа е представено на ковчегот со 16 зрачното сонце, декоративна плитка пластика во огледален одраз со богати орнаменти, ногарки што завршуваат со лавовски шепи, пронајдени златни желади и дабови листја во вистинска големина. Ако се споредат античките пронајдоци во Кутлеш со сегашните резбани дела и иконостасите во црквите и манастирите, се забележува видна сличност, блискост и истородност. Желадите и дабовите лисја во злато и желадите и дабовите лисја на иконостасите во дрво, слободно може да речеме дека се исти и подеднакво употребувани и застапени во уметноста во етничките граници на Македонија. Лавовските шепи од ковчегот и денеска се резбаат како декор на мебел. Во Македонија најсилен период копаничарството бележи во 17-тиот век. Од 14-тиот и 15-тиот век има многу малку сочувани предмети. Под влијание на светогорските уметници пак се отвораат и копаничарски центри во Македонија во 17-тиот век. Од тоа време датираат резбите на раскошни иконостаси во црквите Свети Архангел Михаел, Кучевиште Скопско и Свети Никола Слепче, Прилепско. Во Македонија се зачувани голем број предмети, релјефи и верски укрази од резба во периодот од 14-тиот до 19-тиот век. Најпознати школи во тој период во Македонија биле Прилепско-Слепченската во 15-тиот и 16-тиот и Дебарско-Охридската во 19-тиот век. Речиси сите поголеми цркви имале предмети и украси од резба, а во некои целата внатрешност била украсена со резба. Сочувани дела од овие мајстори се иконостасите во црквите Свети Јован Бигорски кај Дебар и Свети Спас во Скопје. Покрај тоа, и побогатите куќи биле украсувани со мотиви од резба. Познат пример за тоа е таванот во една од собите на музеј куќата на Робевци во Охрид.
Најзастапени елементи во копаничарската уметност во античкиот и сегашниот период се риба, елен, ламја андрогин дракон, сатир, кентаур, грифон, лав, орел, паун, змија, лисје, цветови и плодови од смокви, лоза, афион, даб и други. Во античко време на влезовите на кралските палати и престоли се поставувале по 2 лава чувари на скулптура. Таа традиција продолжила низ вековите, а денеска во старите и новите цркви и манастири се ставаат како задолжителни копаничарски елементи покрај владичките престоли, тронови. Во античкиот град Баргала е пронајдена резба стара 17 века. На таа резба на дрво се представени луѓе, лавови и геометриски декорации од крајот на 4 век. Изрезбаните символи и елементи во јагелнисаното дрво зборуваат за тесна врска меѓу древноантичките, тогашните во 4 век и сегашните резби. Поврзаноста на античкиот период и копаничарските школи, Прилепско-Слепченската во 15-тиот и 16-тиот, Светогорската на Атос во 17-тиот и 18-тиот век и Дебарско-Охридската во 19-тиот век и денеска е изразена и видна преку приказ на елементите, символите и мотивите кои се користеле во античко време, а се користат се до денес. Еве од овој прекрасен прилог на колешката Ирена, која што наистина се потрудила да ни го направи, во кој што можеме да видиме како изгледа копаничарството низ историјата, многу убави податоци и многу убави информации. Значи, освен што се користи во превод е дрворез, нели? Како во црквите, во домаќинствата и кај сите оние луѓе кои што имаат желба и вкус за обработка од дрв. Но вака за почеток, од кога господинот Додевски почна со копаничарството и со оваа прекрасна уметност? Почна 98 и веќе веднаш се зачленив и во Сдруженијето на копаничари на Македонија. Секоја година имаме заедничка изложба, учествувам таму на изложбата и сега изложбата ова година има на 3 октомври до 10 така е изложбата во домот на Арама. И така да секоја година се пријавувам, учествувам, ретко кога ќе испуштам некоја година или не сум подготвен и така, а инаку таму доаѓаат најзапазени дела на копаничарство. Таму се најголемите мајстори, како што ни е председател Злате Крстевски, неговиот син Јане, потоа да не ги набројувам сите, така да тоа се навистина едно големо мајсторство од сигурно, за тоа потоа, но за почеток сакам да ве прашам, а кое е вашето прво дело кое ви го изработивте? Пред се да разјасниме, значи, копаничарство е уметност. Па веќе ме прашате како почнам со оваа работа. Не знам, некако мене дрвото ме привлекуваше. И сега, ајде на старата дома да направиме, да изолираме собата, бидејќи жената не е пушач, ајде ламперија ставивме, ама не ми достигна за 2 квадрати. Што да направам? Сега ми текна, чека ќе отворам место за тие 2 квадрата и ќе ставам ако треба фототапета, ама некако дрвото ме привлекуваше. Најдов раховина, едно длето, токмак и почнав со работа и направив коњи, едно бегство на коњи. Веќе имам една ваква минијатура. Еве во нашето студио се и вашите дела, еве ги гледаме сега на една минијатура на тие коњи има овде и тоа го направив на метар на 2 квадрати, значи го ги сполнив просторот со коњи. Сега имам грешки тука. Си ги гледам грешките, ама делото го оставив така со сите тие грешки и сега тоа некако си има своја вредност, бидејќи тоа ми е првото дело. Се разбира, со текот на работата се усовршувате. И со текот на работата почнам, предизвик беа иконите, потоа длабока подкопана резба, се обидов плитката во почетокот. Ова се вашите дела, така? Да, тоа се тие. Тоа се коњите. Погоре е
Раѓање на Венера според Сандро Боттичели, неговото дело, и од тука е земено, така да ме предизвикуваше за една резба и мене лично ми се допаѓа ова. Само уште не е довршена, треба да се доврши, ја донесов овде и недовршени работи, треба да оди на изложбата, треба да ја довршам. И потоа розети имам правено многу други работи кои, ете, ме инспирира мали табли големи. Добро, на какво дрво е потребно? Значи не може секако дрво да се одработува. Обично и во прилогот слушнавме дека обично оревот се користи кај нас. Сега, може да се работи на цреша. Така? Излегуваат многу убави работи. Може да се работи на топола. Нели црешата има по-темна црвена боја, така? Црвена боја, нека си е црвена боја, баш сакам да кажам, баш убаво е што е црвена. Баш убаво. Потоа, може да се работи на слива. Уште едно дело. Сум работел на габер, тоа е тврдо дрво. А на кое дрво е ова? Ова е сега орев, ја не знам овде дали имам, осим орев немам. Сите се на орев работени. На габер имам работено, ама тоа се работи додека е сирово. После, ако се исуши, габерот е многу тврдо дрво. Не може да се работи. И не може, длетата се искривуваат. И така. Добре, за одработка си треба потребен алат. А колку што знам, постојат длета, но се многу оштри. И имам слушнато и порано некои информации дека повредите кои што ќе се случат со работата со дрворезот се многу опасни. Не се. Не. Ако се знае да се ракува. Како и во секоја работа. Се случувало, непријатни работи се случувало. Колку што гледам ги имате сите прсти на рацете, се е тука. Концентрација ќе попушти и тогаш доаѓа до несакани работи, со токмак ќе го чукнеш палецот место длетото и така, и тоа е знак дека треба да застане. Да се испие кафе, да се направи пауза. Така, инаку нон-стоп работа е концентрација од прилike 4 часа. После може да работиш нешто друго, али оние прецизни работи не може. Длета, вака, има многу препорачуваат и така, ама многу тешко може да се дојде до нив. Инако јас ги купив од Охрид, има човек кој ги произведува тие длета и за сега јас сум задоволен од нив. И така. Значи, дали основната алатка всушност е длето? Да. Е сега во сите можни големи недостите, бидејќи гледам дека има многу ситни работи, еве какова дело што е. Многу ситни, многу нежни, тие линиички, тие точки. Треба длето, она под буква латиница В или козја нога го викаме. Има прави длета, има коси, има мали, ситни, за се што ти е потребно, го земаш она што ќе одговори на Дали освен еве како што гледам на парчења од дрво, изработувате слики, фотографии, еве икони и така натаму. Дали работите и намештај? Мебел, пардон. Да. Апликации на мебел, да. Тоа имам правено, имам работено и многу успешно излезе, така да се зема, нели, мерка и сега одредено парче дрво го работиш и кога ќе го изработиш и го поставуваш на мебел, така да... Едно од поинтересантните изработки на една моја пријателка, што имам видено лично јас, е балдахин. На креветот, тоа е толку прекрасен дрворез, навистина тоа захтева веројатно многу работа, многу труд. Да, сигурно. Исто како кај розетните, така и кај балдахинот мора многу прецизно да се изработи. Не само балдахинот, тешко е и резбаните столбови, и капителите, тоа се тие дрвени вазни, во кои влегува столбот, па од столбот, нели, после се продолжува балдахинот, се прикачува и така. А кажете ми, кога ќе го завршите одреденото дел, да кажеме, на овие модели кои што ги имаме во студиото, доаѓа лакирање? Не.
Што е следното? Лак никој кај нас не користи. Обично се користат бајцеви. Или се користи садолин кој нема лак во него. Добро. И само за премачкување се користи, добро. Зошто го тоа велам? Ако му се стави лак и до година не можеш ти да го заштитиш дрвото. Зашто секоја година треба да се премачкува и да се заштитува. Бидејќи за дрво никој не ти дава гаранција. Може би има ларва од црв и ќе се појави црвојад. И ти со лак му направиш услуга на црвот ќе си живее внатре, ќе си дроби, ќе си јаде, а после не може да го заштитиш. Затоа што нема лак, со тоа се заштитува. Обично се користиме ние восок помешано во бензин. И после кога ќе го премачкаш, тоа се исуши, па со четка тоа се му дава сјај. Всушност се користи и како заштита и за сјај. И како заштита и како сјај тоа се користи. Сега кога како? Да. Има некој, може би баш ова е правена со таа техника што е гледам. Да, ова на мониторот што е така. Мала табла. И баш таа ја работев со восок и со бензин, она што го прави. Наистина и вака гледајќи ја во нијансија целата. Да, си има своји убавини, дрвото само по себе не е еднобојно, туку самото си има своји нијансирања кои на некои што им работе фрезби, си земале лак, си го премачкали после. Црв се појави, сега што да правиме? Добро, тоа не е, луѓето сме такви, секогаш знаеме повеќе од стручните луѓе, нели? Обично, зад резбата, зад изработеното дело, пишувам да не се премачкува со лак. Бидејќи се... Да. На што е това? Еве, за тоа не знаев ни јас мисле дека со лак се користи, се премачкува, поради сјајноста, поради поголемиот ефект да се постигне на делото, нели, кога ќе се излакира, сјај кога ќе добие, некако поубав печаток има. Визуелно овака. Сега, од уметничкиот дел не сме знаеле. За кого како. Така е. Ајде да се одмориме со малку музика и повторно продолжуваме со разговорот. Срце, но болката нема крај, немам сили да издржам повеќе, знај. На сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели. Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели. Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби,
ја знам, секогаш љубам до крајот ја знам, ќе останам сам во рајот ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди ја знам, срцево моје што сака ја знам, друг ќе те држи за рака сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. И еве ние во студио си поразговаравме со гостинот господинот Додевски колку овој занает, ова уметност влијае позитивно на умот, на душата, на мирот всушност. Колку е многу полесно, дури и на шега си рековме со господинот Додевски, полесно со дрвата отколку со луѓето. Во секој случај колку полесно. Ова е убаво кажано. Ве смирува. Да, апсолутно дека смирува, или кога ќе се роди некоја идеја и веќе правиш планови како да го поставиш тоа на дрво. Во секој случај дека и тука има работа, ама во секој тоа е креативна работа, креативно тоа смирување, и низ таа работа се прави одредено дело кое сакаш да го постигнеш. Еве, тука имаме некои материјалчиња кои што со некои дела, со изработка, еве ова е начинот на изработка, нели? Да. Ова се интересни веќе мотиви. Значи, па добро, тоа е креативно, значи може и да се преслика од фотографија или чисто креативноста да биде ваша, вие да му дадете фотографија и облик на делото, нели? Да, во секој случај, добро, ако се работи за икона, копаничарот се разбира, тоа се пресликува, што би рекле, сигурно, ама цели да ја направи онаква како што е на фотографијата. Секако дека треба тука да му се даде пластика, треба да му се даде правење на портрет не е баш лесна работа. Така. Значи со она техника, со она се тоа треба да се дотера, да се направи и да гледаш да биде блиску до точно е до делото кое што, или до иконата, например, или до портретот. Портретот е тој што е, но сепак, знаете како, портрети прават многу уметници, но секој си има свој белег, своја црта, свој начин на работа, своја препознатливост, така ли? Или своје видување, например, на перцепција на тој портрет и на одредена тема која што треба да се преслика. Рековме се работи на различни типови на дрво. Како го наоѓете дрвото? Имате ли проблеми, скапо ли е? Скапо е и тоа доста. И сега, кога ќе земеш цел труп на дрво, така, сега, тоа мора да се носи на бичење. Од бичење се носи на сушење, ако има некаде сушара. Сега во Куманово немаме сушара. И како се сноќите со тоа? Па ништо ги оставаме да се сушат. За една година 1 сантиметар се суши. А замисли ако е од 5 сантиметри, треба да чекаш 5 години. Зашто толку многу е потребно? Па потребно е затоа што делото, ако не е суво, дрвото, тогаш делото може да дојде до искривување, до пукање, до несакани последици. Тоа се мора да биде суво за да се работи на него. Така. Ете, тоа е. А зашто во Куманово, дали е изводливо да си направите вие некој свој тип на сушара, не сега професионална и не нешто прескапо да кажеме што че многу пари, нели може да се импровизира нешто? На кој начин се суши дрвото? Не може, тоа во професионални установи тоа се работи како што беше Дим Черевица, 1 мај. Тоа е неизводливо. Да. Или варена бука што ја правеа во
како се викаше она шумско стопанство, заборавив на времето, оние изработуваат тако нешто. И на бука кога ќе ја земев од таму, по-друго е, по-меко е дрвото, за работа. Кога веќе поминува низ комплетна фабричка обработка, значи веќе е многу поубаво и поквалитетно. Сигурно, таму си има стручњаци за тоа во случај. Сега ја не сум стручен околу сушење. Добро, вие сте ентузијаст, но постои талент секако. Ете тоа. Али да е скапо е. Скапо е. И кога ќе го изработиш делото и некој ќе те праша колку е, толку е. Како да се вреднува таков труд? Например, вчера... Тој сака да ве прашам, колку... за Венера. И колку би ја продале, викам, реалната цена е 1500 евра. Чекај сега. Ја изгуби време 3 месеци да ја изработам. Сега. И уште, викам, не е доработена. Сега. Ајде, викам, дојди еден ден да ме гледаш кај работа, па ќе видиш колку чини, како чини. Во секој случај, овде народот нема пари, па ние па си спуштаме. И не можете да бидете, вие уметниците, да бидете реални. Значи, никогаш не може уметничкиот труд да се наплати онолку колку што е вложен. Не може да се наплати. Тоа сега, ја не знам каде да слушав дека 25 евра е 1 дециметар квадратен. Сега, зависно од тоа што има во тој дециметар изработено, па оди уште нагоре. И резбата достигнува висока вредност. Има старите копаничари, дали ке е икона, некој дело не му дава да ја погледне под 1000 евра. Се ја почитува и се ја цени вредноста и трудот. Сигурно. И вложеното време сепак уметност е. А јас како што немам работа и се тоа, ја ќе го молам ако може и за 300 евра нека ја се. Па така е, тоа е нашата состојба која што реалноста во која што живееме, па дури и уметноста ја давам испод цената, а сега талентот кој што се гледа на уметничкото дело е нешто што не може да се купи, не може да се продаде, а се внесува комплетно. Дури и се, вие постојано си рековте и самиот дека се надоградувате, во секој ново дело се надоградувате и внесувате новини и се по-квалитетно и по-убаво и по-софистициран начин на одработка се. Апсолутно. Кажете ми, имате 2 деца, кои што мислам дека едното е веќе во брак. Да, во брак е и најдоа работа во Германија, отидоа, и двете внучиња ги оставија дома. Така. Сега, синот работи во Гранит, така. Не е оженет уште. Колку нив ги интересира овој тип на занет? Не, воопшто не ги интересира. Ги интересира онака, гледаат завршено дело, ќе полен. Инаку да работат ова, не. За сега уште не. Не знам зошто, не ги интересира, не ги влече тоа. Не се потаткова линија, али добро. А сега дојде она прашање, колку сте активни на случувањата на колониите. Оваа година мислам дека се одржа во Крива Паланка, таа колонија. Јас мислам дека имаме и снимено материјалче, нешто да видиме. Секоја година се таму одржа. Секоја година традиционално, па така да и оваа година. Не се пријавив ја ни оваа година, бидејќи имав обврски дома. Така. И воедно да ви кажам, заборавив дека ја подготвувам изложба за 18 февруари. Повод на изложбата е, бидејќи сопругата ми почина и ја посветувам изложбата за неа. Што се однесува до колониите, ја имам на 2 колонии таму одено и таму на тие колонии многу се учи.
Ајде да го погледаме материјалот, а покасно ќе го искоментираме со мојот гост. Завршна изложба на резбарските дела, изработени во текот на изминатата седмица, во Крива Паланка беше затворена јубилејната 25-та копаничарска колонија, која во манастирот Свети Јоаќем Осоговски се одржува по 14-ти пат. Вкупно 16 копаничари ширум земјава и од соседна Бугарија и Србија твореа во стариот конак на манастирскиот комплекс, каде и беа изложени нивните изработени дела. Годинешната копаничарска колонија мина во знакот на подмладувањето, односно имаше дури 4 млади учесници кои посветено ги изучуваа вештините на резбата. На овој факт особено е горд организаторот на колонијата Борис Попев од Сдруженијето на копаничари на Македонија. Колонијата помина многу убаво, работно, се што беше во план да се направи, се направи. Само времето малце не послужи, меѓутоа се на се добре. Имаме изработено 12 дела, имавме учесници 16, меѓу кои имавме 20 од Република Бугарија, 20 од Република Србија, што е интересно оваа година, мислам дека нагласив, имаме многу деца млади учесници, што е многу важно и за нас. Сакам да ја во оваа пригода да кажам, голема благодарност до Арсенчо, градоначалникот на општина Крива Паланка, исто така голема благодарност до сите жители на Крива Паланка, секогаш сме добре дојдени од нив, поздравени, сигурно секогаш ќе дојдат, ќе не посетат. Најмлад учесник е 13-годишниот Дамјан Ѓорѓиевски, кој не го криеше задоволството од убаво поминатото време на колонијата. Јас од поодамна, од 2011 година, како помалку кога доваѓа копаничарите, исто надгледував и учев како и ова колонија ми е за прв пат што ги правам овие мои дела. Тука се другите мајстори постарите и се консултираме. Поискусните мајстори на резбата не ја пропуштаат можноста секое лето да се дружат на колонијата и да се инспирираат од исконската света градба во Дабовите шуми. Тука доаѓам веќе по 4-ти пат. Тука прв пат дојдов 2012 година и еве сега континуирано доаѓам, се дружиме, резбаме, учиме и така, твориме. На прво место природа, што каже, друштво, пријатели за овие прве две колонije, стекao sam dosta prijatelja ovdje u Makedoniji, tako da to je jedna od stvari koja me povukla da dolazim uvek ovdje. Делата со традиционална македонска резба, работени на орев, ќе бидат изложени во Домот на армијата во Скопје на 20 септември. Инаку, Сдруженијето на копаничари на Македонија годинава организира уште една колонија која ќе се одржи од 5 до 15 септември во комплексот етно село Куманово и ќе биде сликарско-копаничарска колонија. Ете така, вашето искуство од колониите. Почнавме да коментираме, па сакавме да се подсетиме на колонијата од това. Велам дека таму баш рекоа и колегите дека дружењето покрај дружењето тука најдобро се учи. Учи, да. Секој детаљ, секоја фигура што треба да се направи, сигурно се учи од постарите мајстори кои кажуваат, покажуваат, не кријат својот занает. И секој има своја техника, тоа е многу интересно. Да, апсолутно. Значи, точно ти покажува, ако со длетото кое личи на буква В латиница, или козја нога, како го викаме ние, точно ти покажува што постигнуваш со тоа.
Ефектот како Ефектот. Потоа, со правото лето ти покажува што постигнуваш. Засек како треба да се направи. Не може точно, ако е линија поставена, не можеш ти точно по линија тоа да го направиш, бидејќи ќе испадне после, давајќи му пластика, ќе испадне помало. Да. Значи тука треба да се многу да се размислува. А многу треба да се работи, да, што е многу битно да се усовршува и да се надградува, да се учи се повеќе и повеќе. Очите ослабнуваат, си одиш на лекар, па си земаш поголема диоптрија. Во секој случај тоа е состојба зрелост, да кажеме, нели созреваме малку повеќе. Па не само на зрелост, него и оптеретување, навистина оптеретување. Без очила ја не можам да работам сигурно. Добро, нормално, тоа само ќе си помогнеме малку повеќе. Така е. Пак ќе речам, талентот е присутен, ги гледаме фигурите колку убаво се изработени, значи ако вие немате дарба за ликовна уметност, за да нацртате, да кажем, еве една фигура женска на хартија, не можете да го изработите ова на дрвото, така ли? Добро, да. Значи, не може, ако јас немам талент за ликовна уметност, на хартија да нацртам нешто, не може ми на дрво да работам. Вака, сега може би ние тука сме во преднос од сликарите, тоа е, например, насликано дело, сега истото не можеш да го насликаш на дрво. Сликање не. Сега, постои прецртување преку паус хартија, прецртување се пренесува на дрво, а оригиналот сликата си ја гледаш. Така. И сега, и почнуваш да го работиш и гледаш да биде автентично, она што е на дрво да биде на... Точно, господине Додевски, тој момент и во прецртување, ако немаш талент, пак не можеш да го прецрташ. Мислам, ако веќе зборувам... Па тогаш не го бидува. Па тогаш, значи, воопшто не го бидува, тој ви кажувам. Значи, талентот е пресуден, точно дека велат 3% е талент, 97% е работа. Да, но ако го немаш талентот, работи колку сакаш, не може. Не бива. Има и такви. Се разбира. Ајде, еве, тука сме некаде пред крајот да подсетиме повторно да кажеме за вашата изложба. Кога, како, каде? Изложбата ќе биде, реков, на 18 февруари идната година во Домот на културата, веќе е тоа договорено. Сега, ако нешто не искрсне, нормално на да сме живи и здрави. Ќе јави за пролонгирање ако дојде до тако нешто, али мислам дека ќе биде се во најдобар ред, дека подготвувате нешто интересно, ново, работите на тоа. Во секој случај жената е во прв план, бидејќи реков ја дека како тема. Да, како тема. Така да многу ќе има цветни елементи, ќе има Ке има ли нешто ново на изложбата што не сте работеле досега за прв пат што ќе излезете со нешто? Веројатно дека ќе има, Сепак во прашање... Сега не знам точно што и како, али... И нека остане изненадување, не мораме да знаеме се однапред. Така е. Да. Да им порачаме на младите, пошто видовме од колонијата има голем интерес, но дали за посетеност, дали за интересенти да работат со копаничарството, постои ли млад свет кој што сака да влезе во овој тип на уметност? Постои, само некако овде во Куманово нас не има тројца што сме членови во здруженијето. Сега не се често наоѓаме, не се дружите, не се дружиме, не сме во контакт, а инаку гледам на други места дека има интерес. Во Неготино, например, мојот колега Митко Василев таму има подмладок со кој работи школата и многу убаво му функционира. Мислам дека во Блатец кај Вевчани таму Блатецова кај имаат школо или имаат школо и работат со нив. Сега овде во Куманово тоа го некако го немаме. Што е и како е сега? Добро, важно е да има желба. Има желба, ако има некој волја да го работи тоа, ќе најде начин како да го реализира она што го сака. Господине Додевски, тоа е она што јас сакав да слушнам од вас.
нашите гледачи да ги запознаеме со дел од тајните на копаничарството. Чекај сега, ја имам уште нешто. Имам еден подарок за тебе. Леле, колко е убаво. Фала многу. Еве, јас мислам дека камерата ќе може да го види, а еднакво тука пишува for you. Убав подарок од господинот Додески. Така. Ви благодарам, ме изненадивте убаво, пријатно. Јас ви благодарам на вас уште еднаш. Јас се надевам и ќе бидеме во контакт со сите оние новини кои што ги има од вашата активност и се разбира здравје Боже изложбата сигурно медиумски ќе можеме да ја проследиме и да објавиме. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на нашето денешно издание, имено вториот дел од утринската програма Нов ден. Ви благодарам уште еднаш на вашето внимание и се гледаме повторно утре.